Почитувани родители, добар ден. На почетокот би сакала да ви се представам. Јас сум доктор Костадинка Ѓуровска, специјалист по гинекологија и акушерство, а до мене е Тина Чачоровска, психолог. Денешната предавање, вебинар, го именувавме психолошка поддршка за децата во пубертетот и нивните родители. И тргна како иницијатива од страна на Македонската асоциација на гинеколози и опстетричари во соработка со општина Калуш. Пубертетот представува практично процес на созревање на едно невино, незрело дете во една возрастна, зрела индивидуа. Тоа практично подразбира развој на 3 засебно, меѓутоа тесно поврзани сегменти, фази. Примарно, развојот на физичките или секундарните полови карактеристики, когнитивните, односно менталниот развој, кој практично го опфаќа психосоцијалниот и емотивниот сегмент. Јас би дала исклучително краток осврт на развојот на физичките промени, односно секундарните полови карактеристики, и би обрнала повеќе внимание на одредени абнормалности или проблеми со кои практично децата во пубертет можат да се соочат во оваа фаза, а повеќе би оставиле простор да разговараме за когнитивниот, односно психосоцијалниот и емотивниот сегмент на пубертетот, се со цел да на некој начин ги објасниме сите оние нормални и физички промени кои што се случуваат кај децата, да оставиме простор вие како родители подобро да ги разберете децата кои минуваат низ оваа нормална физичка појава или низ оваа нормална развојна фаза, се со цел заемно да си изградите подобар однос кој ќе ви помогне да изградите пред се ментално и емотивно зрели возрастни индивидуи. Бидејќи, како што стои во самото предавање или во ветниот сегмент, родителите навистина имаат клучна улога во развојот на децата во самиот пубертет. И како што веќе споменав, пубертетот подразбира една фаза на потполно созревање на детето во една возрастна индивидуа, што подразбира созревање и на секундарните полови органи, а со тоа и стекнување на способноста за примарно репродукција, а практично тоа и вас како родители, меѓутоа и децата, ги обврзува да бидат информирани за последиците од незаштитените сексуални односи, односно од превенцијата доминантна од сексуалното преносливи инфекции и непланираната адолесцентска бременост. Јас не би навлегувала во овој сегмент, би се вратила практично да ги објаснам физичките промени и практично од кога може или би требало да ги очекувате во развојот на детенцето низ оваа развојна фаза. Пубертетот подразбира практично созревање на сите жлезди во човековото тело. Доминантно воспоставување на комуникацијата која што ја има главниот или диригентот, односно хипофизата, со надбубрежната жлезда и половите жлезди, односно тестисите кај момчињата и јајниците кај девојчињата. При тоа, секундарните полови карактеристики практично започнуваат со примарно развојот на надбубрежната жлезда или нешто што меѓу нас докторите е познато под латинската терминологија адренарха, која подразбира постепено зголемување на продукцијата на машкиот полов хормон, односно тестестеронот,
што ќе го приметите веќе со постепеното созревање на потните и лојните жлезди, односно зголеменото лачење на пот, непријатната миризба на потта и лачењето на лојните жлезди преку формирањето на акните на лицето или во пределот на грбот. Акните ги нагласувам како еден од проблемите со кои децата можат да се соочат во оваа развојна фаза, која може да тригерира значаен психосоцијален и емотивен практично дисбаланс, односно тригерира анксиозност, депресија и слично. Паралелно со формирањето значи со развојот на потните и лојните жлезди, истовремено започнува и убархата или зголемената влакнетост, односно оние мали, нежни, бебешки или вилусни влакненца веќе преминуваат во едни терминални влакненца со класична дистрибуција на влакната кај момчињата и девојчињата, доминантно во препонската регија, аксиларната регија и кај момчињата во пределот на лицето, односно брадата, зголемената влакнетост на рацете и нозете. Третиот сегмент од физичките промени се секако развојот на градите кај девојчињата, односно телархата. И четвртиот сегмент е практично првиот менструален циклус, односно менарха. Паралелно со сите овие промени се случува уште еден доста значаен сегмент од физичкиот развој, а тоа е растот во висина, или забрзаниот раст во висина. Она што би сакала да го напоменам е дека сите овие промени, физички промени, веќе треба да ги очекувате по навршувањето на 8-та година од животот на девојчето, односно 9-та година од животот на момчето. Првиот менструален циклус во просек кај нас е некаде на 12-та годишна возраст. Секое одложено појавување на првиот менструален циклус или менархата по 15-та година веќе говори за одложен пубертет. Секоја појава на сите овие физички промени кои ги споменав пред 8-та, односно 9-та година за девојчињата, односно момчињата, подразбира предвремен пубертет. Овие одстапувања подразбираат дека постои одреден проблем или причина поради која што се случил предвремениот, односно задоцнетиот пубертет, што подразбира потреба од евалуација, консултација со матичниот педијатар, консултација со гинеколог, консултација со уролог. Се со цел да се направи проценка каде е проблемот. Зошто го спомнувам ова? Менархата, односно првиот менструален циклус, подразбира дека веќе детето го достигнало својот пик или максималната брзина во растот. По првата менарха, обично девојчињата растат уште дополнителни 5 до 7 сантиметри, што значи дека по првиот менструален циклус веќе забавува растот во висина. И тоа е практично оној втор проблем со кој можат практично децата да се соочат во овој по оваа развојна фаза, а тоа е нискиот раст во висина, доколку пубертетот започне многу рано, затоа што продукцијата практично на хормоните доминантно на естрогенот го забрзува затварањето на епифизата или на совршните сегменти од коскените структури на долгите коски и го ограничува растот на долгите коски, а со тоа и растот во висина. Третиот проблем со кој може да се соочите откако девојчето ќе започне да добива менструални циклуси е редовноста на менструалните циклуси и обемот на менструалните карвари. Вообичаено во првите 2 години нормално е девојчињата да немаат редовни менструални циклуси, односно некаде
До 18-та година вообичаено менструалните циклуси се регулираат или го добиваат оној природен нормален интервал од во просек 28 дена или, грубо кажано, од 25 до 35 дена. Со некои просечни менструални крварења од 7 дена. Меѓутоа, доколку се случи овие крварења да се многу обилни и при тоа да тригерираат анемија или слабокрвност кај девојчето, секако дека треба исто да побарате совет од матичниот гинеколог, односно од гинекологот, да се процени зошто се случува, која е причината или што лежи во позадина на овие обилни менструални крварења. Да, многу често може да е дисфункционално заради се уште неправилно воспоставена комуникација помеѓу хипофизата и јајникот, значи незрелост, која со текот на времето ќе си воспостави една рамнотежа и ќе се регулира крвањето, меѓутоа може да стои во позадина и некоја коагулопатија или слично нарушување кое треба навремено да биде препознаено и третирано. Уште еден сегмент би сакала да споменам, а тоа е дека се смета дека во оваа фаза исклучително е битна исхраната на децата, конкретно покрај храната богата со железо, во насока да превенираме анемија и храната богата со калциум. Зошто? Затоа што се верува дека храната богата со калциум во пубертетот представува најдобра превенција на остеопорозата во подоцнежната возраст, односно веќе во односно менопаузниот и постменопаузниот период кај жените, што или грубо кажано, дури една половина и од вкупниот внес на калциум во текот на денот кај една женска индивидуа и 2/3 од вкупниот дневен внес на калциум кај момчињата буквално се апсорбира во коскените структури и ја дава таа цврстина и протекција од остеопороз. Затоа, значи, храната богата со калциум е исклучително препорачана во овој период. И секако, би сакала да споменам уште два сегменти, а тоа е физичката активност. Екстремната физичка активност многу често знае да тригерира нарушување на хормонскиот баланс и да тригерира повторно нарушување на менструалните циклуси, на нивното време траење, така да генерално не се препорачува екстремна физичка активност и не се препорачува екстремни диети, значи со изразен калориски дефицит. Генерално ова се сегментите кои би сакала да ги опфатам како проблеми со кои практично најчесто децата се соочуваат низ оваа фаза и сегменти кои може да тригерираат одредени психосоцијални и емотивни нарушувања. Секако ние ви стоиме на располагање за сите дополнителни прашања и потреби за консултации доколку ги имате, да се обратите на веб страната на македонската или на мејл адресата на Македонската асоциација на гинеколози и обстетричари. Ке ја оставам простор на Тина повеќе да зборува за останатите сегменти од оваа развојна фаза кај деца. Благодарам, Костадинка. Убаво објаснати физичките промени кои што се случуваат кај децата во периодот на пубертет. Првен ќе позборуваме за промените кои што се случуваат во пубертетот кај нашите деца, кај тинеџерите, а потоа за тоа како ние како родители, вие како родители можете да се справите со одредени ситуации во дадени фази кои што се јавуваат кај нив. Јас би продолжила со когнитивните промени кои што се случуваат кај децата, тинеџери. Значи, во однос на когнитивните промени, тука почнуваме да
согледуваме дека постои развој на апстрактното мислење, размислување на тинеџерите. Значи тие веќе почнуваат да им се јавуваат некои посложени идеи, хипотетички ситуации, како на пример може да забележите дека вашето дете почнува малку пофилозофски прашања да ви поставува, од типот на зашто постоиме, што е правда, како функционираат одредени работи за кои што досега самото дете не пројавило интерес. Најчесто учениците, значи во училиште покажуваат интерес и за теми од типот на етика, морални дилеми, значи иднината на човештвото, и се повеќе стануваат заинтересирани. Тоа е знак дека веќе почнува да се развива апстрактното размислување кај нашите деца. Потоа стануваат самосвесни и почнуваат да анализираат што им се случува во нивните главчиња. Значи развиваат свест за тоа како другите ги гледаат нив, и што може да направат, односно, за да си ја зголемат својата самодоверба. Често се случува, значи, некои, најчесто, кај девојчињата, па и момчињата, да избегнуваат да носат очила, иако тие се неопходни и потребни, на училиште, бидејќи мислат дека, ќе ги исмејуваат, ќе ги задеваат и ќе бидат мета на, исмејување од своите соученици. Тоа значи дека веќе мислењето на другите станува многу важно и многу битно за нив и можеме да увидиме дека се појавуваат баш такви однесувања, избегнување на носењето на очила, на протези, често запчињата кои имаат проблеми. И затоа почнуваат така на тој начин да се ја градат својата самодоверба. Најчеста мисла на тинеџер кој што почнува да зголемува својата самосвесност е: ако направам грешка, другите ќе ми се смеат. Значи, во овој период може да се случи активноста на часовите да се намали од страв дека ако дадат погрешен одговор на нешто што прашува наставникот, ќе бидат исмејувани, дека ќе ги покажуваат со прст, но тоа значи, може да значи, дека вашето дете веќе ја зголемува својата самосвест и работи на тоа да се представи себе си во најдобро светло пред врсниците и наставниците секако. Потоа, во однос на когнитивните промени се појавуваат промени во односите кон авторитетите. Тоа е очигледно, не можеме сите да го забележиме, ги преиспитуваат правилата, значи ги проверуваат границите кои што ги поставуваат родителите, наставниците, тренерите, доколку одат некаде, тренираат, се занимаваат со некоја физичка активност и тоа нив ги води често во конфликтни ситуации. Значи, например, тинеџер го доведува во прашање зошто мора да оди на веронаука, зошто постојат домашни задачи, значи ќе забележите тука изјави од типот на не морам јас да пишувам домашни задачи, зошто мора наставникот толку често нас да ни наложува што да правиме и најчести реченици во кога се јавува овој тип на промена, односно менување на односот со авторитети е зошто ти можеш а јас да не можам, зошто твоето мислење е точно и значајно, а моето не е. Значи, вашето дете поминува низ фаза каде што го гради односот со авторитетите, со преиспитување на границите и она често ќе кажеме бунтовност во пубертетот. Потоа следува развивањето на способноста за самостојно решавање на проблемите и донесување на одлуки. Значи, оваа способност да они сами ги решаваат своите проблеми се подобрува. Се уште постои кај нив еден тип на импулсивност, значи имаат потешкоти да ги предвидат последиците од своите одлуки, значи причинско-последичното размислување се уште не е оформено, е во фаза да почне да се оформува и тука често се случува да донесат одлуки кои што ќе имаат последици врз нив. Детето одлучува да не оди на тест, бидејќи се чувствува луто. И потоа доаѓа период на жалење, зашто не отидов на тест, може би ќе добиев некоја подобра оцена од единица. Значи, тука добиваме впечаток дека детето почнува да ја развива способноста да само носи одлуки, но мораме да го поддржиме, да го научиме како да избере кога, која одлука ќе биде правилно донесена и какви последици носи.
Значи уште не го проценуваат ризикот добро, а сето тоа се должи на импулсивноста, значи и недоброто контролирање на емоциите, неможноста добро да исконтролираат. Затоа се виновни хормоните, кои што ги спомна Костадинка. И нели може да направат нешто кога се под нагон, кога чувствуваат некој нагон, еве нели како пример е да направат возбуден и ризичен TikTok предизвик. Тие се понесени од атмосферата што може да направат, се чувствуваат моќни, се чувствуваат сигурни, сметаат дека нема тоа да има последици, но нели откако ќе го направат тоа се чувствува се појавува чувството на жалење, нели од последиците кои што се појавиле. Следуваат емоционалните проблеми кај тинеџерите кои што се промени кои што се јавуваат кај тинеџерите. Нели претходно да се надоврзам, зборувавме за импулсивност, нели за реагирање во, да ни речем, афект нагон, како и да го кажеме тоа. Затоа ќе продолжиме со зголемената чувствителност. Значи тие можат да реагираат поинтензивно на настани кои што за нас не се толку важни, изгледаат минорни, но сепак кај нашето дете можеме да забележиме екстремно жалење или екстремно висока среќа, возбуденост или нешто налик тоа. Например, кога наставник дава забелешка, ученикот може да се случи да избувне во плачење, без разлика дали таа забелешка е најдобро намерно кажана, дали е во контекст на подобрување на неговото однесување, учење, како и односите со врсниците. Значи, ученикот во тој момент, бидејќи се наоѓа во нели емоционални промени кои што се случуваат од фазата пубертет која што се случува, може да изреагира сосема несоодветно. И доста често тука нашите деца знаат да кажат сите се против мене, никој не ме сака, никој не го почитува тоа ја што го правам и да се развие бесот и лутината кај нив. Тоа е последица на зголемената чувствителност која што ја доживуваат во овој период од оваа фаза од нивниот живот. Исто така, честите промени на расположението, значи сите можеме да потврдиме дека во еден ден нашите деца да можат да бидат екстремно среќни, вознемирени, тажни, гневни и сето тоа, значи ако вака го погледнеме како родители, да нема никоја надворешна причина која што ги предизвикува сите тие работи. Повторно хормоните, нели новите искуства придонесуваат за многу брзи промени во емоциите кај нашите деца и родителите, ова е стандардна реченица од страна на родителите која јас не си го препознавам моето дете. Тоа е токму поради тоа што хормоните бурно работат, емоциите, нели нема детето тотална контрола врз емоциите и искрено отворено покажува буквално се што се случува во него без надворешен фактор кој што може да влие. Само ако може да додам. Значи, себе ова на детето практично му е непознато. А за да може на некој начин да му помогнеме, треба секогаш да се ставиме нели себе во нивната практично, во нивна улога. И еве најпросто, јас си така на некој начин им го објаснувам на децата кога одиме во училиштата во текот на самите едукативни предавања, ефектот на хормоните врз нивното секојдневно расположение. Најидеално секоја мајка може практично тоа да го потврди. Ние нели имаме еден менструален циклус во време трајање од 28 дена. Меѓутоа самите приметуваме дека на пример првите неколку 15 на дена од менструалниот циклус веднаш откако практично ќе ни заврши менструалното крварење, веќе почнуваме да имаме позитивно расположение, да сме подинамични, порасположени, да сакаме поголема социализација, нели дружење. Тоа е затоа што во таа фаза се зголемува нивото на естрогенот.
за да веќе значи после овулацијата или во втората фаза од менструалниот циклус, пред да започне на PMS или предменструални тегоби, кога веќе почнуваме да се повлекуваме во некој свој свет, да сакаме да се изолираме, се чувствуваме поизразени физички промени, надуеност, болки во стомакот, го губиме оној оптимизам, имаме попесимистичко размислување и тоа е се заради вториот гормон, тоа е прогестеронот. Во спротива пак е момчињата, тестостеронот е тој кој практично ги стимулира да се импулсивни, па и агресивни, да сакаат да ги решаваат проблемите со конфликт. Да. И тоа е се затоа што тие самите себе не се спознаваат, се незрели емотивно и когнитивно и не знаат да направат тоа што го зборуваше проценка на она како влијае тоа врз нив и што можат да бидат последиците од одредена реакција. Така, супер. Благодарам што сте Динка, многу убаво објаснато и тоа е како ние преку наша призма и наше искуство сегашно или ние кога сме биле во пубертет можеме подобро да се доближиме и да ги разбираме нашите деца низ што точно поминуваат. Во емоционалните промени кои што се случуваат кај децата, често ќе забележиме барање на самостојност и исто така децата тука го бараат и го креираат својот идентитет. Значи почнуваат со формирање на личниот идентитет, градење на одредени вредности, на убедувања. Може да се забележи дека тинеџерите го менуваат стилот на облекување, фризурата, почнуваат да слушаат поинаква музика од таа што слушале претходно. Значи тука се јавува нивната желба или потреба да се издвојуваат од другите, односно да бидат поинакви, или го бараат она свое чувство на припадност. Значи доколку нашите деца слушале, одредена поп музика и се забавувале на таков жанр, одеднаш ако се појави со панк стил, значи во облекувањето, во носењето на косата, аутфитот и музиката, тоа е баш онака последица на себе пронаоѓање, креирање, значи барање на својата самостојност или задоволување на чувството на припадност кон одредена група. Исто така во овој период се зголемува и потребата за приватност кај тинеџерите. Значи во пубертет тие се повлекуваат, сакаат повеќе личен простор, ја заклучуваат вратата од собата, доколку претходно сте имале слободен пристап до собите на вашите деца, сега може да се случи и знак на вратата да става забранет влез, да заклучат, и не сакаат да зборуваат за чувствата или за денот. Значи, ако сме имале до сега некој ритуал, како ти помина денот, што се случи, како се чувствуваше, што те направи среќен, одеднаш може нашето дете да ни се затвори, да се повлече, тоа не е затоа што можеби, хипотетички не е затоа што нешто се случува во него, туку едноставно се бара својата приватност, и се бори за истата. Често не сакаа да кажат тоа е мое, не ме прашувај, значи имаат обид да си го контролираат својот личен простор. Би продолжила со бихевиоралните промени кои што се случуваат во овој период. Значи промена на однесувањата со врсниците и семејството, значи социјалната динамика ја менуваат тука тинеџерите. Како што напоменав и претходно во когнитивните промени, важноста на врсниците расте. Значи мислењето на врсниците за нив е навистина значајно и важно. Додека пак семејните односи веќе стануваат предизвик, значи не е дека тие не се важни и дека има едно како оние ќе изреагираат и како ќе го поминат денот со мама, тато, бато, баба, кој да има, но сепак приоритет стануваат односите и мислењето на врсниците. Значи, како што напоменав, дете кој што порано било блиско со своите родители, сега сака повеќе да излегува со пријатели. Они тука го креираат и својот личен простор, значи емоционалните промени и бихевиорално, значи со своето однесување ви покажуваат дека веќе сакаат да се сепарираат, иако е тоа се уште многу рано, но го почнуваат оној
период на себеспознавање и креирање на својот простор. Значи влијанието на групата на врсници тука навистина станува многу силно и она што ќе речат другите кај децата е од екстремна важност. Значи навистина има значајна. Децата во овој период ги тестираат и границите, значи често експериментираат со нови однесувања, како што напоменав претходно во емоционалните промени кои се случуваат, за да ја пронајдат својата улога во општеството. Значи, го пробиваат полицискиот час, што би се рекло, доколку сте имале вие досега практика да го ограничите времето на излегување, не знам, например, тоа било до 9 часот, до 10 часот навечер, одеднаш детето почнува да ви се враќа 9:15, 9:30, 15 за 10, и тоа значи дека ги проверува границите. Тука може да се случи и некој тип на девијантно однесување. Да пробаат алкохол, да пробаат цигари, да изложат нешто за да излезат, кај другарка сум, а всушност е со некое друго друштво за кое што може би они чувствува дека нас не ни се допаѓа, и тоа не е секој што намера да повредат, туку да проверат до каде се нашите граници како родители и што би се рекло колку можеме да издржиме ние од сето тоа кое што, односно колку ќе дозволиме од тие нивни пробивања на граници. Значи тука се развиваат и интересите и идентитетот, како што кажавме, пробуваат различни активности, почнуваат да се бават со некое хоби, го спомнав стилот на облекување за да се пронајдат себе си и повторно, тоа е знак на пронаоѓање себе си, односно на градење на чувството на припадност. Значи, често се случува во пракса да деца кои што тренирале кошарка, одеднаш дојдат и кажат јас не сакам веќе кошарка, сакам да возам точак и да се бавам професионално со тоа. Значи, да направат екстремна промена. Значи, сакаат да го пробаат, да го задоволат својот интерес за нешто друго и да видат дали со тоа они лично ќе се идентификуваат. Значи, почнуваат нов спорт, се уклучуваат во некој, не знам, активизам, здружение, има на средношколци, на ученици во основно, значи, почнуваат во тие секции да се приклучуваат, ако биле, например, во драма, може да отидат сега во музичка секција, значи да нешто сменат за да видат, што повеќе нив им одговара или пак да го задоволат своето чувство на припадност. И потенцијалната импулсивност и ризично однесување, тоа го напоминавме претходно, но во однос на промени кои што може да ги приметиме во однесувањето кај нашите тинеџери, значи се впуштаат во ризични активности и тоа има начин на изразување или справување со емоциите. Се уште не знаат тие тотално да ги контролираат и да ги справат и да си ги објаснат емоциите, чувствата, сето тоа што се случува во нив. И затоа може да се впуштат во опасни онлайн предизвици, да возат кола, доста често се случува кај средношколците, особено кои што се уште се во фаза на пубертет, да ја земат колата од мама и тато, дури сексуално ризично однесување може да се појави во овој период. Мотиви за тоа се адреналинот, чувството на припадност и емоционален исказ. Значи, кога се лачи адреналинот, нивто им се допаѓа, се среќни, се возбудени и тенденциозно одат да се го предизвикаат тоа чувство. Значи, сега ќе придаме на другиот дел, како да го поддржите вашето дете. Може, вие како родители да дадете емоционална поддршка во комуникацијата, поддршка со граници и одредување на граници и дисциплина и поддршка при социјалните односи, кои што, како што навидовме претходно, се многу значајни и важни за нашите деца. Емоционалната поддршка ја даваме со тоа што ќе го се слушаме нашето дете без да има осуда во тоа, додека тоа нешто споделува со нас. Значи, доколку сподели нешто нашето дете, со нас, не треба да му кажеме тоа глупост ќе ти помине, значи треба да го уважиме се тоа што му се случува на детето
нели, за да се почувствува разбрана, за да се почувствува безбедна и сигурна. Значи, доколку споделат, нели, било каква информација со нас, чувство, случка или што и да се случило, наше е да ги поддржиме без да ги осудиме. Значи, разбирам дека тоа ти е тешко, сакаш ли да зборуваме за тоа, поставуваме отворени прашања за да развиеме дискусија, да не го затвориме процесот на отварање и започнување на разговор со нашите тинеџери. Тука се поврзува нели поттикнувањето на отворена комуникација со децата. Значи, кога вашето дете делува затворено, наместо да инсистирате постојано, нели, да ви каже што се случува, зошто се случува, може би е подобро само да му дадеме на знаење дека ние сме тука. Реченицата од типот на знам дека не сакаш во овој момент да зборуваш, но јас сум тука за тебе, кога ќе бидеш подготвен, може да зборуваме за тоа што ти се случува, можеш тоа да го направиш во било кое време кога ти ќе бидеш спремен. Така му даваме простор на детето да тоа само во себе си ги разработи работите кои што се случило, си ги размисли и биде нели спремен да може да ги сподели со нас во безбедна средина. Во целата таа комуникација и емоционална поддршка која што ја даваме на нашите деца, треба да бидеме нели многу трпеливи и разбирачки. Значи, ако вашето дете има нагли промени во расположението кои што се типични и се појавуваат во оваа нивна развојна фаза, најдобро да се обидеме да не реагираме со лутина, туку да му дадеме поддршка. Значи, ние доста често знаеме, доста денес уморен сум, не можам на работа, бев се изнервира или нешто слично. Значи, тоа кај детето дава сигнал, дава знак, ти си неважен сега, јас сум битен, мене тоа ми се случи, така што и убаво е доколку не можеме да го исконтролираме тоа, на сите ни се случува да така изреагираме и тоа го кажеме, да после тоа придаме на детето и му дадеме поддршка, му се извиниме пред све и го уважиме тоа што на него му се случува. И објасниме дека нели нервозата од работа, уморноста, нели од текот на денот што не се појавила, не натерало да така изреагираме и дека сепак сме тука за да разговараме со нив и ја дадеме емотивната поддршка која што им е потребна. Како што напоменав и претходно, значи поставувањето на отворени прашања го охрабрува детето да зборува, да споделува и да ја развие таа дискусија, значи да има диалог. Наместо како беше денес, што беше најинтересно што ти се случи денес. Може да се побари да се раскаже некоја случка со некој соученик, да се сподели нешто на час што се учело, значи што беше најинтересно по предметот биологија, дали учевте нешто за човечкиот организам или уште учите, индиректно на некој начин да го поттикнеме да ни даде одговори кои што нема да бидат да, не, добро, лошо, туку да поттикнеме да разговара, односно да раскаже одредена ситуација. Директните конфронтации тука во комуникацијата е најдобро да ги избегнуваме, значи наместо да му кажуваме, да го прашуваме нашето дете зошто не ги заврши домашните задачи, нели, убаво е да се понудиме. Значи, како можам и аз да ти помогнам за да ги завршиш домашните задачи на време. Во овој период, како што напоменавме и претходно, децата, учениците, тинеџерите, не им е ни јасно зашто мора да пишуваат домашни задачи и уште зошто не ги заврши домашните задачи е онака баш како да се влегува во конфликтна релација и комуникација со нив и затоа е убаво да го омекнеме нели целиот тој процес, како можам да ти помогнам, ајде заедно да ги напишеме домашните задачи, нели да му се понуди ресурс и поддршка, каде што нема да влеземе во конфронтација со нашето дете, затоа што нели ние најдобро намерно го поставуваме тоа прашање, но работата е во тоа како дете кој што во пубертет ќе го доживее тоа прашање, а големи се шансите ако вака е поставено прашањето да го доживее како конфронтација. Во комуникацијата е битно да ги поттикнуваме и на самостојно размислување децата. Значи ако бара совет од вас, убаво е да прашаме што ти мислиш дека е најдобро да направиш во таа ситуација. Што ова значи? Ова значи дека детето кога тргнува да ве праша нешто, кога тргнува да бара помош од вас, има во позадина потенцијални одговори. Значи има идеја
како тоа би било, но од вас како личност на која што он верува, покрај која што се чувствува безбедно, ви го поставува тоа прашање за да си ги потврди сите оние работи кои што му се појавиле како можни одговори. Денеска доста често нели имаме и интернет, медиуми, значи сигурно веќе и гуглано на темата на која што ви го поставува тоа прашање. И за да можете нели вие да осознаете и да разбирате како вашето дете размислува, најдобро да го прашате првен што тој мисли за таа ситуација која што ви ја поставува како прашање, за да може на тоа да се надоврзите. Секако, нели, да не влеземе веднаш во заклучоци тоа е погрешно, тоа е точно, туку доколку сепак се појави нешто кое што е погрешно како одговор, да го водиме низ логични прашања, отворени прашања кон нели потенцијалниот добар одговор на целата таа ситуација. Важно е тука нели да ги поставиме границите, како што кажавме, нели пробиваат полициски часови, затвараат врата од соба, ставаат знаци не влегувај, забрането за братот, забрането за таткото, нели? И тука е многу важно да бидеме, значи како родители конзистентни во правилата. Тоа значи дека ако нели договараме време на враќање дома, тоа време да биде постојано исто. Значи или да не се праќаат дупли пораки од типот на мама ми дозволува мене до 9, ама тато ми дозволува до 10. Тука веќе го збунуваме детето. Тука детето му даваме простор и за манипулација, но праќаме дупли пораки. Не знае што е точно. Значи прашањето што е точно, дали 9, точно дали 10, оно верува на двајцата родители, двајцата му се исто значајни и важни, но нели Ке се наклонува кон една страна која е помека. Ќе се секако, да, значи ќе се наклонува и тука веќе ќе се изгради себе си во личност која што ќе манипулира понатаму и во другите и во социјалните односи, не само во семејството. Значи, за поставување на границите и дисциплината, важно е на децата да им ги објаснуваме работите. За ова треба многу трпение, нели, секако. И важно е да не им забрануваме, затоа што нели не смееш да останеш до доцна. Во главчињата на нашите деца звучи не ми даваат, не ми дозволуваат, они мене не ме сакаат, па зошто не ми дозволуваат, они се строги, лоши, нели, секакви епитети почнуваат да велипат тука. Но ние во страстните многу добро знаеме дека позади таа реченица не смееш да останеш до доцна јас сум многу загрижен, не знам што ќе ти се случи, да, сакам да те заштитам, битна ми е твојата безбедност и затоа сакам да се вратиш дома на време. Најубаво е, наместо реченицата не смееш да останеш до доцна, нели да ја замениме со ние сме загрижени за твојата безбедност, нели сакаме да бидеш сигурен и да дојдеш дома на време. Тука ќе можно е да не идете на помал отпор, отколку нели не смееш да останеш до доцна. Охрабрување и одговорност и самодоверба кај учениците, кај тинеџерите. Значи дозволете му на вашето дете да носи одлуки, но и да учи од нивните последици. Ова не значи да го дозволите детето да се впушти во некоја многу ризична ситуација или нешто што може да има фатални последици, но убаво би било во безбеден контекст, во безбедна средина да го пуштате да провери како тоа што ќе го направи ќе има последици. Еден од побезболните нели начини е да се пушти, да не отиде на тест или да не отиде во училиште кога се учи некоја многу важна лекција и потоа да има тешкоти да ја научи и да му се увиди, да му се укаже на детето дека тој ден неодењето на училиште довело до последица да има голема тешкотија да ја научи таа лекција која што е многу значајна за тестот, например. Значи, сепак да ги пуштаме во безбеден контекст, да они учат кои се и какви се последиците, но нели да не им дозволиме да се впуштаат во ризични ситуации. Тука доаѓа и нашата подршка при социјалните односи на тинеџерите. Значи, убаво да ги поттикнуваме на здрави пријателства. Како што претходно кажавме, нив има многу важно што околината, односно што нивните врсници мислат за нив.
И убаво е тука да ние, доколку согледаме дека има некое влијание од некој врсник кој што не е добро врз нашето дете, кое што алудира на намалена самодоверба, можеби, или поттикнува одредени девијантни однесувања, убаво да разговараме и да му споделиме на нашето дете што значи здраво пријателство, што значи пријател кој што ти дава поддршка, пријател кој што те мотивира, нели сето тоа да биде взаемно, исти нашето дете да биде поддршка и да мотивира некој свој врсник и да го научиме детето како да ги препознае релациите кои што негативно влијаат врз него и релациите кои што позитивно влијаат врз него, односно го поттикнуваат на развој или оние кои што го враќаат чекор назад или едноставно не влијаат добро на него. Тоа го правиме и преку своји лични примери, затоа што ние сме моделите, нели, за нашите деца, споделување од тоа зошто некоја пријателка на нас ни е значена и важна, зошто правиме одредени отстапки за да задоволиме нели, или да помогнеме на некој што ни е многу близок и со објаснување на сите тие работи, всушност на детето му покажуваме што значи здрава релација, здрава врска, а што е тешко е да кажам токсична, ама можеби нездрава или пак не влијае позитивно и развојно врз самото дете. Исто така битно е да разговараме за влијанието од врсниците, значи што би направил ако некој те притиска да направиш нешто што не сакаш. Значи мораме ова да го отвориме како прашање кај нашите деца за да видиме на што тие се спремни. Значи, за да добиеме одговор, ќе го одбијам, нема да му се јавам, ќе го блокирам од социјалните мрежи или нешто слично, може да добиеме одговор, па да, ќе го направам, што ако јас не сакам, ако тој сака, јас ќе го направам. Значи, тука да имаме во контролен, во безбеден, контролиран контекст, преку разговор, да му објасниме на детето што е правилно во оваа ситуација и какво влијание е добро и развојно за него. Бидете пример за позитивно социјално однесување, значи децата учат од пример, затоа покажете нели почит и емпатија во вашите релации. Како што напоменав нели при поттикнувањето на здравите пријателства, ако децата видат како ние се однесуваме со нашите пријатели, како нашите пријатели влијаат врз нас, не поттикнуваат, ни помагаат во даден момент или социјален контекст, тогаш ќе им биде појасна сликата отколку само да се зборува за тоа. Значи кога тие, верувате ми, децата го гледаат и го чувствуваат тоа, многу повеќе од тоа што ние мислиме. Имам уште неколку дополнителни совети за поддршка на тинеџерите. Значи многу е значено и важно, она што и Костадинка на почетокот го кажа, да се нормализира целиот овој процес. Значи да им се каже, наместо што не е во ред со моето дете, нели, можеме ние да споделиме со нашето дете. Знам дека ова ти изгледа збунувачки, можеме да му кажеме тоа е дел од растењето, ќе помине. Значи и себе си е важно да се потсетиме, покрај тоа што децата ќе ги потсетиме, дека ова е дел од растењето, дека ова не е ништо страшно и дека не е нешто што се случува само на мене. Значи не сме сами кога ја поминуваме таа семена животна фаза или индивидуална животна фаза. Важно е да му помогнеме на детето да ги именува емоциите, значи претходно зборувавме за емоционалната поддршка која што можеме да му ја дадеме. Значи нагласивме дека не знаат што точно чувствуваат, едноставно само реагираат, тоа е одговор на импулс нели кој што се појавува во нив и ние можеме да му помогнеме да ги идентификува и да ги именува емоциите. Например, изгледаш вознемирено, дали може би си луд или разочаран, затоа што знаеме дека вознемиреноста, нели, може во позадина да стои лутината, може да биде разочарување од некое пријателство, од тест, од постигнување или нешто слично. Дали си луд или тажен, или може би двете ги чувствуваш во исто време. Значи, важно е да се даде името на емоцијата, за да може детето да има точен увид во тоа што се случува и да го намалиме она нагонско реагирање на значи само свесност да развие за тоа што сега чувствувам и како нели да реагирам. Убаво е да се воведат мали ритуали на поврзаност со нашето дете. Кратка прошетка после училиште или после вашата работа, нели секој различно си го организира своето време,
заеднички оброк, вечера, ручек, како и да е. Прашањето што ти беше најдобриот момент денес и да споделиме што на нас ни било најдобар момент, најбавиот момент во текот на денот, дава чувство на стабилност и безбедност на детето. Значи ритуалите постојат во човештвото токму затоа, за да се чувствуваме сигурно, да се чувствуваме безбедно и да ги реализираме своите потреби за поддршка. Бидете информирани за дигиталниот свет на вашето дете. Значи тука често се случува, јас и во мојата пракса, да дојдат родители и да ми кажат прочита во кораките на ќерка ми или на син ми, не да бидете информирани да ги шпионирате вашите деца, туку можете да им покажете искрен интерес за тоа што се случува. Што ти беше најинтересно на TikTok, затоа што сега е тоа актуелно? Да, кои апликации ги користиш? Јас во мое време немало такви апликации, можеш ли да ми објасниш малце подобро и повеќе што таму се случува? И нашата заинтересираност го отвара просторот на доверба, да детето повеќе само да раскажува и да разговара за ризиците и за границите кои што треба да се постават во овој период. Значи, како што напоменав преска, реакции, не само совети. Наместо веднаш да се даваат решенија, најдобро е да се понуди емпатичност и присутност. Наместо еве што треба да направиш, кога ќе тргне да прашува и да разговара нашето дете за нешто, разбирам колку ти е тешко, сакаш ли само да те сослушам, или да ти дадам совет. Знаете, во пракса, ние како психолози, јас лично, сум се сретнала со многу клиенти и ученици сега во пракса, каде што едноставно само сакаат да дојдат и да си раскажат. Некој да ги сослуша без да им даде совет. И јас често знам да ги прашам и учениците и клиентите со кои што работам, дали сметаш дека сега треба да одговорам на ова во насока, да ти дадам совет, да разговараме кон решенија или е доволно, затоа што едноставно се чувствува кога некој доаѓа и едноставно само сака да го растерети тоа од себе преку зборување, му треба добар слушател и тоа е тоа. Така и како родители кои што се справуваме со фазата на пубертет кај нашите деца, еве што треба да направиш, сега направи го тоа, ова вака е најдобро да го направиш, се погрешни. Убаво би се чувствувало детето кога ќе види едно емоционално огледало, значи кога зборувам со своите емоции, доколку покрај себе имам емпатичен родител, согледувам што мене ми се случува преку емпатијата која што ми ја дава во моментот родителот. Образовна поддршка преку моделирање, значи ако родителите сакаат децата да бидат поодговорни, треба и самите ние да покажеме одговорност, трпение и саморегулација. Децата учат од тоа што го гледаат, а не од тоа што им се кажува, Како заклучок можеме да превземеме тоа дека навистина предизвикувачки период пубертетот, се ова вака кажано, складирано како што го направивме јас и Костадинка, сигурно е лесно, звучи лесно да се каже, но доколку сме само свесни за тоа што правиме и како тоа влија и делува врз нашите деца во оваа фаза, имаме поголем ефект. Значи, со правилна поддршка, децата го поминуваат овој период со помала анксиозност, со поголема самодоверба. Улогата на родителите е да обезбедат безбедност, стабилност, емпатија и водство во целиот овој процес и отворената комуникација и разбирањето се клучни во овој процес за да го придобиеме нашето дете. И на крај една реченица која што е убаво да ни звони на сите во главите некаде во позадина. Тинеџерите не бараат совршени родители, значи совршени родители, совршени деца малтане не постојат, туку тинеџерите бараат доследни, трпеливи и присутни родители. Значи родител кој што е доследен на тоа што го прави и зборува, родител кој што работи на своето трпение и емпатичност и е тука присутен за своето дете, е сосема доволно за еден тинеџер да го помине
пубертетот, односно таа развојна фаза баш како. Ви благодарам на вниманието. Се надевам дека заедно со Костадинка помогнавме да подобро ги разбираме нашите деца во оваа развојна фаза и да бидеме ние повеќе самосвесни, нели, за се тоа што се случува и во нас и нели со нашите деца во оваа животна развојна фаза. За секое прашање кое што ќе ви се појави, секако на веб страната и на асоциацијата и на мејл адресата може да го поставите и ние си Костадинка ќе бидеме достапни за да ви одговориме на било која дилема или ситуација со која што се соочувате во овој период. Ви благодариме и имајте убава вечер.